Наспроти вообичаениот математички речник, небарен наследник на светиот и пречист тронот кој произлегувале саде ангели, обидувајќи се себе си да се прикаже како политички месија, со апостолска прокламација од библиско драчево, лидерот на опозицијата со прст покажа кон сатаната. Ова зло кој се случува на Република Македонија има име и презиме. Се вика Зоран Заев. Поради неговите ѓаволштини, нашинците во диаспората го оптоваруваат својот семеен буџет и плаќаат преголеми сметки за струја. Среде Австралија, цела ноќ горат ламбите за Македонија затоа што од неговото поведение сон не фаќаат патриотските очи. Јас вчера патував од Кина, се враќав и патував со македонците од Австралија и правев муабети. Тие се поголеми патриоти, тие не спијат, па ова што го прави нашата влада моментално. За разлика од таму, по дома, поранешните режимски хушкачи, сега трансформирани членови на модернизираното партиско раководство, со елегантен стил блазирано ја представуваат представата што никогаш не престанале да играат вистинските злосторници. Кога се сака да се избегне одредена тема, се вбрискуваат сериозни дози на адреналински национализам и на тој начин да се избегнат темите кои што во позадина ни говорат дека станува збор за проток на страшен криминал, подземје, злоупотреба на службени позиции. Потврда за тоа даваат медиумските акцелератори на таа агенда, пресликувајќи го дури со прецизен дневен тајминг однесувањето на нивните вистински газди, кои од неодамна од Карипските острови направија преселба во земјата која нема море, но има балканска новинарска воена морнарица. Нас знаете како функционира истражувачкото новинарство? Ви го носат Спремен текст. Текстот и ви истражи го ова, излегуваат едните исти новинари. Так. За ваквото возење да биде овозможено, со своето однесување предонесуваат тие што ветуваат дека ќе направат некаква разлика, а не прават ништо друго освен личното фајде од неколку илјади евра месечно за патни трошоци, да го бранат со ступидна и навредлива партиско-владина апологетика. Покачувањето на акцизата на дизелот нема да ги погоди сиромашните граѓани, бидејќи 60% од сиромашните домаќинства во Македонија немаат автомобил. И на крајот, за свеста не само на богатите возачи, туку и на сиромашните патници кои сакаат автомобилот конечно да трне кон единствениот правец, ама никако да ја погоди на соката. Што направи Линден? Линден што направи за нас? Изгубен е. Што друго? Ништо друго, освен дека се изгубени оние што никогаш не ја научиле победничката порака од поразот на Илинден.